Македонскиот олимписки комитет и Наша ТВ со доајенот на спортското новинарство Зоран Михајлов со гордост ви ги представуваат македонските спортски легенди. Гости во денешната емисија посветена на македонските спортски легенди ќе биде навистина една легенда пред се фудбалска, иако целиот свој век го мина како педагог, насочувајќи ги младите кон спортот, како професор по физичко воспитување. Некои кога ја давам ова најава веднаш ќе се сетат за кого станува збор, но да не должам, збор станува за Доброслав, така му е вистинското име, инаку го викаме Добре, некои Добри Димовски. Тоа е цел живот во спортот, реков, посебно во фудбалот, па и денеска женскиот фудбал во Македонија особено зависи од него, од тоа како го има замислено развојот на овој сегмент од фудбалската федерација, што се однесува на женскиот фудбал. Добре, добро дојде во емисијата посветена на македонските спортски легенди. Дадов мала најава, вака тоа вообичаено го правам, а сега ти ќе кажеш за твоите почетоци, ќе ни кажеш како изгледаше фудбалот тамо кон крајот на 50-тите години од минатиот век, кога почна да играш во пионерскиот погон на Вардар, со фудбалери кои подоста продолжија во Вардар, а твојата кариера течеше поинаку од нивната на други страни, меѓутоа постојано беше некако во жижата на станите по многу работи, а кои се тие работи ќе ги споменеме во текот на емисијата. Па е повели како почна и зошто почна токму со фудбала, можеби некој друг спорт ти беше прв, не знам, ти ќе кажеш. Драго ми е и кеф ми е што ме повика една личност. Личност која што има исто голема спортска кариера, гледано генерацијски, Зоран Михајлов, па може да разговараме и за почетоци, и за настани во спортската игра, настани као тренер, као професор и така натака. Јас како дете, како и сите деца, на времето ретко кој не прошол низ школата на Вардар. 59 година Вардар организираше селекција, со хеликоптер пушта ливчина и пишуваше Вардар прави селекција, кој сака, кој е заинтересиран да дојде. Отидов и се сеќавам многу убаво на покоен Шпиц, тренерот, кога не поделија на два гола да играме на пола игралиште. Јас бев шишан лустер и ми вика, мали дојđи овамо, шутра две шлике. Значи не знаеше многу македонски да зборува. Јас однесов, се најажив сега кога кажувам, се најажив, сигурно, однесов две слики и така, првата моја регистрација беше у Вардар. Но јас оки пораст, бев многу ситен, многу малечок. Веќе прва година физкултура, 15 години тогаш имав, али фудбалот го научив да играм во моето мало. Кај што играме секој ден, двајца на тројца, тројца на тројца и така да, она што се бараше во... Игравте на улица, голови, немаше два камења. Две камчина и така го почнеме, играме со еден фудбал кој што имаше, беше шниран, која ќе удриш топката со глава, ќе ти искочи одма змучка, така кажано. Иначе мене во фудбалот ме наведе, ти добро се сеќаш, јас имав чичко што играше у Вардар, тоа беше Павле Георгиевски. Не Павле Георгиевски од Куманово, него. Не, Павле Георгиевски што живееше кај универзална сала. Во нападот на Вардар, познат играч со Николовски. Да, и тој ми е дал и првата топка и така натака. Значи, тргна по стапките негови. И другиот чичко, кој студираше у Београд, исто и тој играше фудбал. Така да почнав во тоа време да се занимавам со фудбалот.
A pošto bе мал пораст, во Тафталиџе 2 канал, се сеќаш, имаше еден канал кај што Скопје ни одеа на риболов и го крстиме фудбалскиот клуб Канал по притисок на другарите, на комшиите. Вардар гледав дека нема некоја перспектива за мене, пошто бе многу мал пораст. Играв за Канал една година и одма отидов во Локомотива у трета лига. Со една златна генерација на Локомотива, кој што беме први во тоа време. А главен во Локомотива да беше го спомене Мариовец, али со мене играше Бошко Ангеловски, играше Владо Мајмун Тодоровски, па играше Тртал, па играше Драги Христовски, па играше Веле, Цоци, Бундалевски судијата. Значи беме една златна генерација, кој од тука отидоа кој у Вардар, кој у Брегалница, Штип, значи во работнички, значи добра генерација. Скромно клубче беше Локомотива, се сеќавам таму под јужната трибина, имавте една соблекувална, скалички и веднаш излегувавте на работнички поборници. Сега, ја почнав да играм као среден играч. Но во Локомотива имаше конкуренција на лева страна и принудно отидов да играм десно крило. На лево крило играше Цубалевски, па играше и Скубе Анчевски, покоен. Да, двајцата во работнички, потоа главни После отидов работнички, едни од десно крило, едни од лево беа главни играчи. А ја отидов у Борец Велес. Од Борец Велес дојдов у Балкан, па у Циментара 4 години, па Југо Кокта. Сега за Локомотива кажи ми, значи заигра на десно крило. Десно крило и отидов едната година у Велес. Таму беше Никола Божич тренер, одбор негде код Србија беше, не се сеќам баш точно местото. Вика Димовски, нема кој да игра лево крило, играчеш ти. Ја така почнав да играм лево крило, јас сум десняк, 12 години играв лево крило. Од тие 12 колку во Борец? Една година у Борец играв, па дојдов у Балкан, 2 години Македонска лига, па 4 години играв у Циментара, па отидов у Југо Кокта, заедно со Тито Тренерски, Бог да опрости, отидам у Работнички, од Работнички отидаме во Југо Кокта, влегнаме у Македонска лига, пак се вратив у Циментара, положив за судија, сакав да одам да судам, покоен Игнатовски Илија, генерален секретар беше, вика, пак ќе кажам покоен, сите се покојни, останаме уште ние. Вика, че идеш да играш за Љуботен, Панде Наков е тренер, и отидов да играм за Љуботен, не отидов да судам, од Љуботен дојдов во Скопје во МИГ, барав да се запосли жена ми, жената ми ја запослија Скопје, одиграв за Скопје 2,5 години, заминав за Канада, у Торонто, за Македонија да играм. По враќање од таму, се фатив со тренерската работа. Ни раскажа историјата, клубовите, кажи ни што ти останало во сеќавање од тој период кога си бил во овие клубови, например Борец, Цементарница, Алумина, Канал, потоа беше Алумина, Скопје, некој момент вака што е посебно интересен во твојата кариера, не за она за Југо Кокта и тогаш јас пишував нешто во Нова Македонија, туку претходно некој сеќавање на некој надпревар. Еве, го спомена Божич и ме врати и мене назад во минатото, се сеќавам на него како тренер, па ајде да речеме од тоа време, во Борец, еве. Во Борец, ќе кажам една вистина, можда ретко кој ќе верува. Се сеќам, играме со Тиквеш, Кавадарци, а у припремениот период играме со Бор, играме со Победа Прилеп, играме со други локални екипи, на секоја утакмица давав голови. Кога дојде првенството 3 гола, не можам да дадам гол. И викаат, А публика почна, кој е овој појачање, ја имав едве 58-60 кила. И доаѓа Тиквеш, губиме 1-0 до 84-та минута.
па Бунов десно крило центрира, и ја летам едно 3-4 метра, сигурно 5. Со глава давам гол, 1-1. Идентична ситуација, што ретко се случува, пак на еден сличен начин, нормално дека топката имала друг лед, друг агол, друга јачина на што центрирал, ја пак давам гол со глава. И ние тепаме 2-1. И ми приваѓа Малинков, Мегушка, тренер на Тиквеш, Мали, продолжи, ќе бидеш добар фудбалер, се сеќам, имаше една врба на чошот, кај што беше ракометното игралиште на Борец. И тога се сеќам, се истуширавме, се облеков и се пипкам по джеповите, гледам пари. Награда. Да, никој не ми кажал. Ја на капитенот Герман Лазаров, Герман го викаме Лазаров, му викам Герман има многу поверење у него, затоа што беше и он иницијатор да ја одам у Велес да играм, и у поверење му викам некој пари имам у джепот. Вика председателот дава кој е најдобар играч, му дава награда. Значи тоа у Велес се сеќавам. Иначе во овие другите Локомотива било атракција, поише било Мариоец, се сеќам со точак, па после мене ми даде као така малце обучено физкултурна, виша физкултурна факултет. Студира, ми вика води ги ти, он со точак, ја ги загревам, ги истрчавам и така натака, значи добро беше. Ја се сеќавам во Локомотива, кога бевте имаше едно шпоредче внатре, а бидејќи беше и по името се препознава дека е клуб на железницата, ви носе оние труповите што ги вадеа од пругите за да има со што да се загревате тамо во себлекувалната. Такво време беше, ама беше интересно. Мариовец, прагови ги викаат. А како сум отишол во Локомотива, интересна работа. Значи тогаш немаше многу превозно средство. Соки ова е вистина. Човек од Лажионица доваѓа кај што живее у Нерези, со точак, ме товара на точак и ме носи у Лажионица да потпишам. А Мариовец со тртал тамо компанија вртат скара, доаѓа нов играч да го најадиме да потпиши. И Мариовец ми вика што сакаш? Ја викам дај ми 500 денари да идам во Охрид на одмор. Он ми даде 500 денари и си отидов на одмор во Охрид со тие пари што ги земам што играв во Локомотива. Значи тие ми беа први пари во Локомотива, после у Велес и така натака. В Цементара било безпрекорно. Цементара беше клуб организиран, имаше амбиции, но некако стани пани беше. Не беше стани падни, него кај сите оние што играа фудбал во Работнички, во Скопје, во Вардар, Цементара беше провинција. Сите викат, ајде, кој ќе оди да игра у тоа селото? А Цементара плаќаше најдобро. И секој вторник ние земаме, секоја победа у вторник исплата. Ние во месецот знаеме да земеме по 5 пати пари. Секој не да тепаш и на крај добиваш одредена сума на хранарина, така беше крстена. Се сеќаваш кој беше тренер тогаш во Цементара? Па јас и од него многу научив, тоа е покоен Велф Балевски, да. татко им на Таткото на Ванчо и на да, и на Иле, кој што ми посвети многу големо внимание, пошто јас у тоа време работев во 2 смени во училиштето. Он доаѓаше на тренинг, кога ќе ми закажи тренинг, од Сабајле со мене работел и он ме научи да бидам јас добар левак. Сите знаат, мислат дека сум ја левак, јас не сум левак, јас сум десњак. И многу научив и уште еден печаток ќе кажам. Првата година кога отидов во Цементара, бевме 36 фудбалери, тогаш Цементара влезе во лига, свој автобус, свој хотел, секој сака да дојде у Цементара, се плаќа.
И си викам, че идам јас тамо, па што сака нека видам. А ме вика, други луѓе, Балевски не. На сите им купуваат копачки, мене не ми купуваат. А ја имам 3 години искуство у Македонска лига. А доваѓаат играчи кои што уопште не играле во прва лига. Што беше причината за тоа? Не му бев симпатичен на председателот. Играме со Драче во Партизан, пријателска утакмица тамо, и покојен Велв мене ме става лево крило, јас со патики играм. Сите играат со копачки, јас со патики. Ја дам 2 гола, и он ме вади. Другата недела играме со ССК Драчево, тамо па у ССК. Мене па ме става со патики. Ја пак дам 2 гола, и па ме вади. И доаѓа Куп Вардар да се игра на градски стадион, на помошното. Вардар Циментара. И тогаш ми дадова копачки, и јас стартував, и на таа утакмица баш сеќам, мојот најдобар другар покоен, Тито Треневски, кој што дојде од Победа Прилеп, скрши рака на таа утакмица. Значи имало моменти кои што се паметат, има моменти убави, имало и лоши. А Вардар тогаш, кои беа вака главни звезди кога го играв овој куп надпревар? Зашто Вардар од секогаш беше Вардар, знам, во дечкиот клуб. Па бога ми, имаше 3-4 Срби, сигурен сум. У тоа време Сократ Мојсов Шулинчевски, Мете Спасовски. Па ја во Вардар не сум играл ради Мете. Ја можеше да идам и у Вардар. Ама Мете беше подобар од мене беше. Подобар беше од мене и затоа не ни остана. Плюс тоа си го гледав и работната место Зоки, поштено да кажам. Јас потекнувам од една скромна фамилија и задоволството ми било да не зависам од фудбалот. И како тренер истото го работам. Да играш фудбал, да играш, работата па таа генерација беа. Муто бранеше, се сеќавам. Имаше добра екипа Вардар беа. И загубивте? Не, 2-1 изгубиме. Па Циментара имаме, ама Циментара имаме екипа, Радко Стојанов, Сингилиев, ја, Мутко Каратошев, Раско Аврамовски, позади беше Каргов, Колев, Сапунџиев, Митрет, Трајковски ни бранеа голмани, Гоце Попев, Јуруков, беме све проверени фудбалери. Значи, можам ја да кажам, најмалку бев проверен, затоа што ја играв у Борец и у Балкан, а они пред тоа играа у Македонска лига. Играа во Работнички, па да, у Работнички, па да. Сингелиев и во Вардар играше десно крилце. Па ние беме веќе у Циментара по 27-8 години, тогаш не ни дозволува да одиме у странство. Да, имаше пропис од Фудбалска федерација на Југославија, всушност ФСЈ беше тогаш. Да, ФЦУ, Сојуз на Југославија. Тоа беше предлог на Милјанич, за да не бегаат од млади години фудбалерите надвор, да се задржат тука. Па затоа имаш и фудбал у тоа време во Југославија. Па така е. Квалитетни. А сега ќе се роди 12 години, одма го носат у странство, сакат за 24 сата симу да биде добар фудбалер. Да игра за Борусија. Или ајде некој друг клуб, не мора. Видејќи поминан из тие клубови, кој клуб вака ти остана најмногу во сеќавање и за кој вака беше посебно врзан и гаеше симпатии, зашто твојата кариера продолжи после на друга страна како тренер, за тоа ќе говориме подоцна. Како играч на организационен и функционален план беше Циментара. И за Циментара ме врзуваат многу спомени и пуста после бев и 4 години тренер од Циментара. И Југо Кокта. Југо Кокта, кога влегнаме 69-та, 69-та, 70-та Македонска лига, беме добро исто организирани, само јас пак се вратив у Циментара. За мене Циментара била најорганизирана, пред почетокот реков дека кога влегна Циментара у Македонска лига, има свој автобус, свој хотел
кај што одеме на припреми, зимни, летни, Се е обезбедено. све е обезбедено. Проблеми немаш. Така да и А она... цело време Велф ти А беше не, мене ми тренер? беше после Жмара Цветковски, голманот на Вардар, тренер, па ми беше Маринковски Драган, малку тој ми беше тренер. За Жмара само да подсетиме, старите љубители на фудбалот сигурно знаат, за помладите да знаат дека беше еден од најдобрите голмани што минале низ Вардар, па и во Југославија беше меѓу најдобрите и тоа во времето, например, на Беара. Да. Жмара Цветковски бранеше, потоа Тоде Ѓоргиевски, двајцата се менува и потоа дојде Коки Милошевски кој бранеше за Шибеник, па тука, па така да Вардар од секогаш имал добри голмани, а интересно е дека само Жмара еден период се посвети на тренерската работа, другите не. Па Жмара се сеќам фино и Велф дојдоа у циментара да бидат вработени со задача да бидат тренери. И така они дојдоа. Значи професионални тренери вработени во цементарница. Да, као шефови во куњата работе, али може да излезат кога сакат да дојдат на тренинг да се посветат на тренерската работа. Жмара ми даваше, ја више почнав да полека стварам искуство, ми даваше и да ги водам тренинзите понекогаш. Значи тогаш практично Да, почна и ова ми почувствува даваше. што значи да си тренер. Сега пред да зборуваме за тренерската кариера која исто така ти е богата, за еден момент, еве сега и со албумот ме подсети тука, го има што исечок од Нова Македонија, тогаш работев во Нова Македонија. Викам, сака да го наместат на природ 0-0 или 1-1, ги кажуваш и луѓето, јас го пишувам тоа, а потоа имам и изјави од нив како било и што било. Тоа се случуваше во Југококта. И ти доаѓаш пред надпревар, надпреварот треба да почне, ти си еден од главните играчи, а тебе те нема. И што се случи? А во петок, пред утакмицата, јас им кажав дека ќе закасна малце оправдано со Куманово, пошто доградував дома, проширував малку, во тој период и се оженив. И тоа беше све прифатено и беше све вред. Мојот број на адресот 10 беше у кабина, усобликувална, пошто закасним. Тие беа излезени на загревање, ама не се загрева. Ја на брзина се облеков и влегнав у теренот. Почнаме да се загреваме, ама нема амбиент работе, нема расположение, нема мотивација, гледам сите со глава надоле. Нешто има, некое сознание се зборува. А мене највише ме погоди што кога играме у Куманово изгубиме 2-1 со сила, не утепа тај утакмица. И јас не сакав такви комбинации и не собра на центар на игралиште, фино ко сега да се гледам таму. Вика, дечки денеска ќе играте 0-0 или 1-1. А публика, полна трибина се знае таму. А мислам дека 5000 имаше и поеше. И Кумановчани дојде, ни? Ба, пуно беше. Куманово за прво место за влез у втора лига. Таа генерација тогаш беше со мене Палич, Радич, Ципушев од Брегалница, Павле Спасовски, Тиле Тренески, јас, Кочо татко му на Милевски, и он беше тамо, Жиш. Сега некој нема да ги спомнам. Драган Павловски, Циганот, што го викаме. Да. И он го даде и голот, па после пушта и нека иде у ѓавола. Циркус беше. И јас викам, не играм на наметена утакмица, го фрлив дресот и си искочив. Си отидов дома да си ги бркам своите работи. Ова не те интересираш, не го гледаше надпревар. И си заминав дома и во понеделникот
за тебе може да не е, за мене вистина, за тебе вистина, за мене не. Дојдоа луѓе со тапани пред куќата за да се вратам, да играм у следната утакмица во Кочани со Согово. А ја мислев дека ќе бидам избришан. И тогаш одиграв у Кочани, задна играме дома и више јас не играв. И се вратив у Циментара. И се сеќам председателот викаше да нема ни еден играч, ни еден тренер ти не можеш да бидеш у Иго Кокта, ни играч, ни тренер. Ја викам, ќе те фати некоја клетва, па брзо умре и јас се вратив, па. Значи, има Господ гледа. Добро, тоа беше вака интересно, се коментираше неколку денови, па и јас искористив да пишувам 2-3 пати за тој настан, дека има и фудбалери, што едноставно Јас бев многу им е револтиран. туѓа работа да местат надпревар. И дојдов кај тебе у канцеларија, таму седеше Ковачев беше стариот. Да, Никола Ковачев. Никола Ковачев и ти бевте кога ја дојдов кај тебе директно да го кажам случајот. А Никола вака малку со ножовите, вика, кој беше, викам, па Димовски фудбал. Инаку Никола беше експерт за Вардар. Тој цел живот, додека беше уредник на спортска во Нова Македонија, после јас го наследив, тој пишуваше за Вардар, а да се пишува за Вардар, тоа беше голема работа на тоа време. И никој не можеше да му го заземе местото. Дури подоцна почнавме ние. До тогаш само информации, повреден е овој, не дошол на тренинг оној, меѓутоа извештаите се знаеше во понеделник Никола Ковачевски, па и тираж имаше тогаш Нова Македонија. 35-40 И имаше, се трошеше. вестници се продаваа во понеделниците, токму заради фудбалот и случувањата во Па главна Македонската и во втората лига, дека имавме доста второлигачки. главно информативно средство беше штампата. Да. После ти почна да се појавуваш на телевизија, па и тоа го пратеме као телеспорт, нешто беше така. Имаше емисија Да, Телеспорт, да. ги обработуваше токму овие работи. Да. Сега добро, како фудбалер рековме, кажавме некои моменти од твојата кариера. Сега ти кажи ми како влезе во тренерската работа, првите тренинзи онака ти ги давал Велф Балевски од Цементара, меѓутоа вистинското фаќање, што би рекол со тренерската работа, кој беше, кога беше, а да кажам дека ти беше практично еден, ако не и прв, селектор на женската репрезентација на Македонија, зашто женскиот фудбал почна вака повеќе да се практикува во Македонија во почетокот новој век, во првите години, и ти од тој период си во женскиот фудбал. Меѓутоа, за женскиот ќе говориме подоцна, сега за мачкиот фудбал, кај беше, што беше, кои клубови ги тренираш? Многу клубови, а како почнав? 76-та, ко се вратив од Канада, таму и завршив и фудбалската кариера. Немав намера да играм. Пак корените почнуваат од малото. Пошто преку мостот е Влае, Влае имаше фудбалска екипа која играше у општинска лига. Јас ги земав, ги внесов у градска и во регион. И тогаш се појавија апетитите не само кај мене и кај другите луѓе кои што пратеа, гледаа. Отидов у Алумина тренер. Рече, гледа, кажи ни тогаш по колку гледачи доаѓа на тие надпревари од општинска и регионална лига. Јас кога им кажувам на помладиве колеги, се чудат за бројката и ве кажи. Трета лига, мислам дека имало најмалку 2-3 илјади гледачи, па и поише, у трета лига. И поише гледачи. Алумина, цело игралиште било заградено, Локомотива било цело игралиште, испокачени на дрва, на било кои предмети, значи многу играше, многу доваѓа луѓе на надпревари.
Други времења беа, ги интересираше луѓето, фудбал беше број 1, немаше толку атрактивна кошарка, ракомет и така. Имаше, али не одеа луѓето толку колку што одеа на фудбалот. И затоа доваѓа. И од тука дојдов тренер у Алумина. У Алумина бев у трета лига, тренер. Од Алумина отидов у Работнички. У Работнички бев 69-та, 70-та, 71-та. Тренер на младинската школа. Бев прваци во Македонија. Сеќам на играчите. Меѓу играчите имав четворица Зорановци, што се вика. Истовремено. И кога го кажуваш составот, викаш Зоран, Зоран. Абе не видена работа. И што се случува? Во тој период Илија Игнатовски беше генерален секретар на Фудбалскиот сојуз на Македонија и ме испраќа како тренер на репрезентација на Југославија, прв тренер кој што сум бил, еве сум собечејац, тука е Пикси, Рупчич, Пате, Комочар, Адамович, Главович, генерација која сите станаа светски фудбалери. Дика Станович, Пикси, Рупчич и така натака. Истовремено, значи кога бев у Работнички, бев тренер на сите младински селекции, селектор на Македонија. Да, тогаш учествувавме на оној турнир братство единство. Да, одеме у Фоча на Олимпијада, па имаме државно првенство на ниво на Југославија. А кој беше главен тренер во Работнички, Никушев или некој друг, зашто и Јово беше? Мишич беше јас кога бев тренер. Зоран Мишич, значи. И мене ми се наљути Томче Филиповски, кој што е се уште жив, се гледаме, и ден денеска ми е љут. Зашто ја не останав у Работнички, испаднаме од втора лига, Мишич го сменија и ја требаше да бидам тренер у Работнички, а ја отидов у Циментара. Значи не останав у Работнички. Сакам да кажам Значи дека... тогаш и ово Никушев дојде, а и после дојде Червенски. За оние години 74-та, 5-та, 6-та, кога имаше 20 кусур илјади со победа кој играше. 4-5-0. Цубалевски даде 4 гола. 6-7. Или 6-7. 6-7. Таму беше Тојагич тренер, овде Червенски. 20. И тоа се играше во 10 саат. Да, Сабајле. Сабајле се играше. Погледне Вардар Раднички, прва лига. Па немаше, имаше 5000 гледачи на Вардар Раднички, а овде беа 20. И тогаш ги водев младинска селекција, пионерска на Македонија, Папаров, Сани Сопи, голман, од Слога Овет Брегалница, Топчиу, Тони Јајкимовски, Владко Костов, Дарко Панчев, Зорјан Трајковски, Зоки Трајчевски, Зоки Јовковски, Менга, Манта од Прилеп, Стојковски, Филиповски, значи да не ги заборавам некој... Менга кој беше голманот? Не, Менга десно крило. Или десно крило. Драго Карамфиловски од Југо Кокта. Значи имав плејада на фудбалери и у тоа време имам и кампови со Игнатовски, ги водеме камповите. И така после отидов као прв тренер у Циментара, работев у Циментара, од Циментара бев надвор од Скопје, 8 години скоро, 2 години у Саса, 2 години у Пробишти, 2 у Велес, една у Гостивар, една у Богданци, па се вратив поново у Југо Кокта бев координатор, па од Југо Кокта, значи, више све ми е измешано, син ми ги знае сите години по дати кај сум бил тренерот. И секогаш, кај што одев, да играме, син ми беше како привезок поред мене, ги знаеше сите играчи, поише од мене ги знаеше играчите в Македонија. Да кажеме, пошироката публика може не знае. Син ти е Ванчо Димовски, познатиот ракометен репрезентативец. Добро. Играше во онаа селекција на Македонија, која го постигна најголемиот успех во својата историја во 2012 година на Европското првенство во Србија, кога бевме
пети и тоа е момент кој ни остана на сите во сеќавање, а токму во првата постава беше и твојот син Ванчо Димовски. Значи од малечок бил задоен со спортот, ама тој отиде во ракометот, ти во фудбалот отиде во ракометот дека покорпулентен. Ти кај ќе одиш со 1,60 и кусур колку мене, па сега игравме све тогаш, и ракомет и ова, ама друго беше. Зоки, во тренерска работа имам доста добри резултати, али најчесто ги ловев екипите што се бореа за опстанок. И никогаш не брзав во која екипа ќе отидам. Бев малце чекалица, летно време ќе си отидем на одмор, на море. И гледаш кој и чекам трето коло, ќе умри некој. Викам кога да е, дали Добре, дали Михајлов, дали Мишич, не е битно, Бог да опрости. Трето коло, 2 утакмици, 3 ќе изгубат, одма ги менјаат тренерите. И ти чекаш? Јас си чекав. Ретко кога од почеток, од старт почнува. Ретко. А морам да ти кажам еден случај. Бев у Куманово тренер и у Фортуна Сингелич. Истовремено, трчај таму, ама тоа беше во една завиена форма, скриена форма. Ама полека се отворија. Картите добри, у 2 клуба е тренер. Тоа е небитно толку. Битно е што следната година Башкими од Куманово се бори да влези во втора лига од истокот. А од оваа страна се бори Фортуна да влези во втора лига од западот. И јас сум тренер на двете екипи. Идам Куманово, правам тренинг, доаѓам у Скопје, правам тренинг, се ждреба, паѓа прво коло да игра. Две екипи. И ти каде на центар? Башкими и Фортуна. Јас седам на средина на игралиште, у петок у Куманово кажувам составот од прилика, анализирам играчите на Фортуна какви се, доаѓам у Скопје, правам тренинг, го кажувам составот, анализирам какви се играчите од Башкими. Јај сега борите се. И ја на средина викам таму, на полувреме влагам таму. Значи све било миролюбиво. Управите си го најдоа заедничкиот јазик, иначе ја не одлучувам, ја само потврдив дека можам. Да. Така да бев тренер на двете екипи, едната беше прва, едната втора, али во финишот на првенството, тогаш се формираше Фудбалската федерација, управниот одбор, се одржа во Тетово. Нас не казнија Фортуна за некој играч нешто измислија. Башкими таму влезе у втора лига, ние не влегнем, влегна Шкендија Тетово. На тој надпревар имаше во Тетово 20.000 публика, во трета лига Шкендија и Фортуна. 20, никогаш не бил попълн стадионот во Тетово. Нема шанса, и Вардар играше со Динамо таму, ако се сеќаш. Да, надпревар, ако беше казнет. Да не игра дома, играше таму. Стадионот никогаш не бил попун од тој надпревар. И еве Шкендија денеска живее добро, игра добро, екзистира добро. Па стана фактор во македонскиот фудбал. Фортуна, сега слушам дека се бора да влезат у втора лига. Значи, и тоа го доживеав, и така. Тренер на две екипи, а двете играат една против друга, на центар. Викај вамо, викај таму. Да, ја не кријам, јас бев, и мене ми било задоволство. Јас бев селектор на Глува нема репрезентација. 2 години. Да, и тоа се ги водев на светско, на европско првенство. Со нив ги прочетав неколку држави. Имаше еден добар фудбалер, не ми текнува на презимето. Момировски и ово, почина сега брзо. Па он ме... Тој играше и за Југославија. Да, Југославија, голгетер беше на Олимпијада. Да, многу добар играш. И на Олимпијадата играше. Да, значи сум работев и со нив. Така да не сум се страмел од работата, сум ја сакал и се осеќав дека ја знам и умеам да ја работам. И сум ја работел. Сега кажи ми, добре, Димовски стигнува во женскиот фудбал во Македонија. Како?
И се сеќавам еднаш кога дојдов во Дојран, беше на подготовки со девојките таму и тогаш практично ме запозна со Андоновска и ми рече, викаш, Зоки, ова девојче ќе стане голем играч. И така беше. Тоа се беше случајно. А 2002-2003 се играше мал фудбал. Ама на брзина се направи една селекција у 19, која нормално, почетници, необучени, изгубија со Холандија многу. Лазе генерален секретар беше Митревски. Ми вика, еден ден, дојди кај мене у канцеларија. Тидо ми вика, ние размисливме и одлучиме, као педагог, као искусен човек, дека можеш да ги средиш радовите во женскиот фудбал. Јас си викам, не е проблем, ама проблем е нешто друго. Што јас не сакам да го напуштам машкиот фудбал. Затоа што таму имам бенефиција, не? Да. Он мене ми дозволи да ја бидам тренер и у машки фудбал и женски. Се сложиме и на 2004 година, 20 април ме назначија за селектор U19 селекција со задача да ја отворам селекција U17 и UA да направам. А многу мал беше изборот на девојчина. И си викам што да правам и изготвив еден проект кој беше доста успешен. Сега истиот сега функционира на тој сличен начин. Направив проект, управниот одбор го одобри, отворив 14 школи низ цела Македонија. Сам, јас, цела работа ја работев. Колата, све ми беше, викам, мислам, измирено, патни трошкови, немало проблем. Носам фудбали, носам дресови, давам, делам. Само мој еден помагач беше Виденич, новинарот, Да. кој беше комесар, а другата работа целата мене ми беше препуштено. И од таа генерација, златна генерација, можам да кажам само пофални зборови, затоа што тогаш ја формирав младинската репрезентација, која веќе во 2009 година, за 3 години работа, го даде најголемиот резултат во македонскиот фудбал воопшто. 2009. Тоа беше Го пројдовме првиот круг, се квалификуваме и влегнаме меѓу 16 во Европа. Наташа Андонова, Рочи Гентјана, Ленча Андонова, сега да не ги бројам еден куп. Истата таа генерација, 2010-та, најмлада, он има по 15-16 години. Играме меѓу 8 во Европа, благодарение на Фудбалска федерација, која успеа да биде домаќин на завршниот турнир за Европско првенство на градски стадион, пред 8.000 гледачи, играме Македонија, Шпанија, изгубиме 6-0. За мене беше тоа супер. По моje видување, пошто ги знам дека се млади, недораснати, несозреани, а кога се игра у завршница, може да играат девојки со полни 19 години во женскиот фудбал. А моите нема ни полни 17, па игравме. Значи најмлада репрезентација практично беше. 2011 А селекција. Исто подкрепено од овие млади деца. Играме во Струмица квалификации, првиот круг го пројдоме Латвија 1-0, Литванија 1-1, Луксембург 5-1. И ние беме први во група и влегнаме, се квалификуваме за европско и светско првенство. Влегнаме во групна фаза, таму ни падна тешки противници, појаки, поискусни, поквалитетни, пообучени и така натака, ние немаме ни сила, ни моќ. Ја со истата генерација, подкрепена со Спирковска Вики, со Ибраим и
и тогаш дојде крајот на нашите можности, квалитети, а репрезентација губеше катастрофално, не можеме да се надпреваруваме. Сега, во истиот момент, а репрезентација ние имаме добри девојки. Имаме 6-7 девојчина што се во странство. Рековме за женскиот фудбал, еден од творците во Македонија, рековме за тренер во повеќе клубови и овде има една убава фотографија со 50-тина девојчина, стручниот штаб, сега Добре Димовски каде се наоѓа во македонскиот фудбал. Пред да почнем тоа, може ли ова да кажем? Значи, кога се откажав од селектор, имав 100 меѓународни надпревари и со сите почести се повлеков од селектор. 1 плюс 0 равно е на 100. Да. Тоа е официјално одиграни меѓународни надпревари. По завршување на ова работа, као селектор, бев 2 години член на Комисија за женски фудбал. Значи, не се оделив, не отидов. Илчо Георгиевски вика продолжи таму во младинскиот, мислам му Комисијата за женски фудбал, да не се оддалечуваш, можда ќе ни потребаш. Следната година не можев да седам мирен, изготвив еден проект за развој на младински фудбал, на младински женски фудбал во Македонија. И како функционира таа работа? Тој проект го доставив до стручната служба, до управниот одбор, го разгледа, го прифатија и можам да кажам една страмна работа, пошто бев у комисија, не бев во добри односи со комисијата. Кога се одлучи да го водам ја проектот, комисијата вика проектот е добар, ама да не го води Добре Димовски. Затоа што беме малце раскарани. Ама стручната служба која процени дека тоа треба јас да го водам и ја, кој го изготви проектот, го изготви Добре Димовски. Добре Димовски ќе го води. И сега си функционира тоа и колку девојчина има. Ми е мене како мелем на рана. Сега можам да кажам дека ги доживувам најубавите денови во спортот. Направи селекција низ цела Македонија. Кога одеме како делегати на утакмица, пошто имаме младински фудбал, комисијата одеме како делегати. Мене не ме интересираше делегатската работа. Јас само ги пратев, следев, анализирав, диагностицирав кои девојчина може да бидат добри фудбалерки. Јас си направи список од 5-6 фудбалерки низ Македонија. И многу лесно ми беше тие истите да ги повикам. Кога прв пат ги повикнав, овој проект ќе трае 4 години, да бидеме здрави живи. Сега во април завршуваме втората година и веќе 25 девојчина имаме преселено во погорната селекција. Значи, овој благодет што го имаме, треба да го чуваме, негуваме. Од Фудбалската федерација, значи, не се додворувам, кажувам искрено, имаме голема поддршка на организациони и функционален план. Ги собирам еднаш месечно 3-4 дена, имам 4 кампа направено, идам ги гледам кај што играат. И имаме во моментот 2003 и 2004 отидова генерација, се имаме 2005, уствари и 5 отиде сега задниот пат, сега имаме 2006, 2007, 2008, таму летоска на летниот камп сигурно ќе бидат повикани девојчине 2009 и 2010. Значи има интересирање за женскиот фудбал. Има благодарение, пак ќе кажам, прво ќе кажам благодарение на децата, кои што сакаат, кои што им е интересно, благодарение на тренерите, на клубовите, на Фудбалската федерација и на мојот стручен штаб, кој што е стручен штаб
нема да ми се наљути никој, е најквалификован стручен штаб. Имам тројца професори со лиценци, двајца економисти со лиценци и Значи се работи стручно и на една ние се делиме чврста работата. основа, што би рекол. Ја делиме работата, секој од моите знаат што треба да работат. Стручниот штаб седнуваме, се договараме, ги поделиме децата у две групи, пионери и понапредна група, и кај што ја учиме основната азбука фудбалска со едната група, другите работиме сосема друга содржина. Значи има ефект И ќе ќе има и на терен. резултат. Ќе има резултат, значи све е добро. Сега беше милина да дојдеш да гледаш у Дојран, кога беме млада селекција на подготовки, 19, тоа беа 44 фудбалерки, јас отидов со 40-80 фудбалерки, сега ќе биде на припреми А селекција, значи имаме сега поширок репертоар, сега имаме што да бираме. Да. Полесно е сега. Ја на времето кога бе ја правев од Не толку 40. беа. Од 40 девојче ја правев 3 селекции. Цела И како? Македонија Нема. 43 селекции Па немаш. добре, еве и 60 да беа. 6 клуба беа. Сега имаме ние 14 клуба, имаме масовност. Сега може Добро, да се добро, бира. гледам со каков ентузијазам зборуваш за женскиот фудбал и дека тоа ти причинува големо задоволство да си тука, да ги организираш, да работиш, компетентен си за тоа, што се вели цел живот си во фудбалот, а последниве 20 на години инволвирани во женскиот фудбал, ги знаеш приликите и очекуваме и натаму да те гледаме на фудбалските терени не како лево крило како на времето, туку како човек кој ќе дели совети и човек кој ќе води грижа за квалитетното издигнување на македонскиот фудбал, не само женскиот, воопшто фудбалот во оваа наша држава. Зоки, јас уопште не се штедам, ментално, физички, психички здрав, мене ме храни ова што го работам, го сакам, го знам, го умеам, не претерувам, знам дека децата многу ќе научат, не бркам кариера, не бркам афирмација, мене не ми треба тоа. Мене ме исполнува искуството да, твое децата ме треба да го исполнува. искористат младите. Ја истото така се понашав и во моето училиште кај што работам. Значи децата се злато, децата се супер. Имам разбирање со сите, значи ретко кој не влегува многу у конфликт, затоа што знам дека тој што ми кажува за женски фудбал греши од старт. Не може Добро, да цел живот си таму, ги знаеш сите и луѓето што те обкружуваат. А мене на крајот ми останува да ти заблагодарам за гостувањето во оваа емисија посветена на македонските спортски легенди. На крајот за гледачите да кажам дека тоа беше Добре Димовски, порано фудбалер, потоа тренер и денеска тренер-селектор со еден збор човек посветен на фудбалот. Зоки, фала, ама морам да те искоригирам. Не сум селектор јас сега. Значи, бев, да. А сега сум надворешен стручен соработник при Фудбалската федерација за развој на женски фудбал. Оти да не сватат некој сега дека Не, јас ги селектор, сите оние работи, дека сум селектор, не сум што си ги селектор. оставил зад себе. Да. Така, и јас не сум сега спортски коментатор, ама сум бил. Така е. И затоа се споменува тоа. Ти благодарам за И јас ти гостувањето. благодарам. И ќе се видиме, а Ме сега подсети на да го минатото. подсетиш и синот, Ванчо, дека и тој во наредниве денови ќе дојде и ќе седне на тоа столче, па малку тој да раскаже за својата кариера, а да каже и за оние моменти кога за рака си го водел од клуб во клуб да ги гледа фудбалерите, а и да ти каже нешто, тој што забележал. Он е Дигитрон. Све памти. Добро, не се сомневаме во тоа, уште еднаш благодарам.